Скопје шести најзагаден град во светот. 7-годишно дете доби понуда за работа од IT компанија. Kia EV9 избрана за женски светски автомобил на годината. Октоподите може да станат доминантен вид. Маскирани разбойници упаднале во имот на принцот Вилијам. Најдолгиот лет на светот почнува во 2026. Како функционира меморијата во телото? Македонскиот ајвар втор на листата на 100 најдобри макала во светот. Скопје е еден од најзагадените градови во светот, на 6-то место според индексот на квалитетот на воздухот. Ситуацијата со загадувањето се влошува, особено во зимскиот период, кога се користат дрва и јаглен за грејење. Задушувачкиот смог влијае на здравието на жителите, а особено на оние кои веќе имаат респираторни проблеми. Владата и локалните власти преземаат мерки, но за значителен напредок ќе бидат потребни долгорочни инвестиции и промени во навиките на населението. Вистински предизвик за градот е намалување на емисиите од сообраќајот и индустријата, кои исто така придонесуваат за загадување. Скопје мора да инвестира во енергетска ефикасност, чисти извори на енергија и подобрување на јавниот превоз за да се справи со овој сериозен проблем. Ситуацијата ќе бара силна посветеност и соработка помеѓу различни институции и граѓаните за да се постигнат значајни резултати. 7-годишно дете од Санкт Петербург, познато по своите видеа за програмирање, доби понуда за работа од руска IT компанија. Компанијата Pro32 го поканила Сергеј да се приклучи на нивниот менаџерски тим по неговото полнолетство, која ќе може да започне со платена работа. Сергеј, кој има канал на YouTube со над 3500 претплатници, е познат по објаснувањето на програмските јазици и вештачката интелигенција. Компанијата го ценела неговиот талент и вештини, сметајќи дека ќе стане лидер во својата област. Неговиот татко изразил благодарност за понудата, иако законски Сергеј не може да работи пред да наполни 14 години. Жените од светот избраа Kia EV9 за светски автомобил на годината, награда што традиционално ја доделува жирито составено од новинарки. Ова електрично SUV возило на корејската марка беше избрано како најдобар модел за 2024 година, истакнувајќи ја неговата иновација и атрактивност на женските возачи. Овој избор е важен момент за индустријата, бидејќи покажува дека жените имаат свој специфичен пристап и критериуми при изборот на автомобили, кои понекогаш се различни од стандардните машки проценки. Наградата беше доделена во контекст на глобалната автомобилистичка сцена, која во изминатите години се фокусираше на електрични и одржливи модели. Kia EV9 успеа да го освои признанието и заради својата иновативна технологија, простор и безбедност, што го прави идеален избор за возачите кои бараат модерни и функционални електрични автомобили. Зоологот Тим Коулсон тврди дека октоподите, со својата интелигенција и способности за адаптирање, може да станат доминантен вид на земјата доколку луѓето исчезнат. Нивната способност да решаваат сложени проблеми, да користат алатки и да се камуфлираат ги прави способни да преживеат дури и под екстремни услови. Ако се најдат во средина со ограничена храна, тие би развиле уште повисока интелигенција за да се адаптираат и преживеат. Коулсон сугерира дека овие животни можеби ќе еволуираат во вид кој ќе создаде цивилизација слична на човечката, со можност да ловат на копно и да користат специјална опрема за живот надвор од водата. Со нивната напредна когнитивна способност и способност за прилагодување на нови животни услови, октоподите можеби ќе бидат следниот интелигентен вид после луѓето. Два маскирани разбойници упаднале во имотот на принцот Вилијам и принцезата Кейт додека тие и нивните деца спиеле. Провалниците успеале да ја пробијат безбедносната врата и да украдат возила од имотот. Инцидентот бил откриен откако разбойниците ја пробиле безбедносната бариера. Полицијата продолжува со истрагата, но засега нема информации за апсење. Овој инцидент е втор поред на имотот, бидејќи во 2021 година имаше сличен настан кога беше прескокната оградата на замокот со намера да се изврши напад на тогашната кралица Елизабета II. Авиокомпанијата Qantas во 2026 година ќе започне со лансирање на најдолгиот лет во светот, кој ќе овозможи патување на релација од Австралија до Лондон. Овој лет ќе трае повеќе од 19 часа и ќе ги поврзе овие две локации без запирање, дозволувајќи им на патниците да искусат две изгрејсонца на патувањето. Возилото кој ќе го реализира летот ќе биде Airbus A350.000, опремен со луксузни кабини, вклучувајќи апартмани од прва класа и деловни кабини. Се очекува голем интерес од страна на патниците, особено за приватните кабини кои ќе обезбедат високо ниво на удобност и ексклузивност.
Вистина е дека на секоја втора реченица мозокот, односно мозочните клетки, складираат спомени. Вистина е дека на секоја втора реченица тим научници од Њујоршкиот универзитет откри дека клетките од другите делови на телото исто така вршат мемориска функција. Вистина е дека на секоја втора реченица со тоа се отвораат нови патишта за разбирање на функционирањето на меморијата и се создава потенцијал за подобрување на учењето и на лекувањето на одредени состојби и проблеми поврзани со меморијата. Вистина е дека на секоја втора реченица, иако учењето и меморијата генерално се поврзани само со мозокот и мозочните клетки, нашата студија покажува дека и другите клетки во телото можат да учат и да формираат сеќавања. Објаснува Николај Кукушкин од Њујорк универзитетот, главен автор на студијата објавена во списанието Nature Communications. Вистина е дека на секоја втора реченица истражувачите настојуваа подобро да разберат помагаат ли немозочните клетки при процесот на помнењето преку позајмување од утврденото невролошко својство, ефектот на масовната оддалеченост, што покажува дека имаме тенденција подобро да ги задржуваме информациите кога се проучуваат во распоредени интервали, наместо во една интензивна сесија, подобро позната како собирање за тест. Вистина е дека на секоја втора реченица во истражувањето научниците го реплицираа учењето во тек на време, проучувајќи два типа човечки немозочни клетки во лабораторија изложувајќи ги на различни модели на хемиски сигнали. Исто како што мозочните клетки се изложени на модели на невротрансмитери кога учиме нови информации. Вистина е дека на секоја втора реченица, како одговор, немозочните клетки вклучија ген за меморија. Истиот ген што мозочните клетки го вклучуваат кога детектираат шема во информациите и ги реструктурираат нивните конекции со цел да формираат спомени. Вистина е дека на секоја втора реченица, за да ја мониторираат меморијата и процесот на учење, научниците зедоа немозочни клетки, за да направат протеин кој покажува кога генот на меморија е вклучен и кога е исклучен. Вистина е дека на секоја втора реченица, кога пулсирањата беа испорачани во оддалечени интервали, тие го вклучија генот на меморија посилно и подолго време, отколку кога истиот третман беше испорачан одеднаш. Вистина е дека на секоја втора реченица, ова е одраз на маса-простор ефектот во акција, вели Кукушкин, вонреден професор на NU Liberal Studies и научен соработник во Центарот за невронски науки на NU. Вистина е дека на секоја втора реченица, тоа покажува дека способноста да се учи од меѓусебно повторување не е единствена за мозочните клетки, туку всушност може да биде фундаментално својство на сите клетки. Вистина е дека на секоја втора реченица, истражувачите додаваат дека наудите не само што нудат нови начини за проучување на меморијата, туку укажуваат и на потенцијални придобивки поврзани со здравјето. Вистина е дека на секоја втора реченица, ова откритие отвора нови врати за разбирање како функционира меморијата и може да доведе до подобри начини за подобрување на учењето и лекување на проблемите со меморијата, истакнува Кукушкин. Вистина е дека на секоја втора реченица, едновремено, сугерира и дека во иднина ќе треба да го третираме нашето тело повеќе како мозокот. Например, размислете што памети нашиот панкреас за нашите минати оброци, за да одржиме здрави нивоа на гликоза во крвта, или да размислиме со што клетката на ракот се соочува во хемотерапија. Вистина е дека на секоја втора реченица, новиот пристап може да доведе до развој на терапевтски стратегии кои ќе ја поддржат активноста на немозочните клетки и ќе овозможат лекување на разни здравствени состојби и нарушувања поврзани со меморијата. Вистина е дека на секоја втора реченица, например, ако е можно да се стимулираат немозочните клетки за да се поврзат со специфични спомени или информации, тоа би можело да биде клучно за развој на подобри стратегии за лекување на состојби како Алцхајмерова болест или депресија. Вистина е дека на секоја втора реченица, дополнително, со разбирање на улогата на немозочните клетки во процесите на учење и меморија, можеби ќе бидеме во можност да создадеме терапии кои ги насочуваат не само мозочните патеки, туку и клеточните активности во други делови на телото за да го подобрат целокупното когнитивно здравје и учење. Македонскиот ајвар е на второ место на листата на 100 најдобри макала во светот, објавена од гастрономскиот портал Taste Atlas. На листата се наоѓаат и други традиционални македонски јадења како тавче гравче, пастрмајлија, сарма, пинџур и зелник, кои исто така имаат високи рангови. Македонската кујна е рангирана на 61-во место, а првите 3 позиции им припаднаа на италијанската, јапонската и грчката кујна. Скопје 6-ти најзагаден град во светот. 7-годишно дете доби понуда за работа од IT компанија. Kia EV9 избрана за женски светски автомобил на годината. Октоподите може да станат доминантен вид. Маскирани разбойници упаднале во имот на принцот Вилијам. Најдолгиот лет на светот почнува во 2026. Како функционира меморијата во телото? Македонскиот ајвар втор на листата на 100 најдобри макала во светот.